Зборуваме за еден интересен проект. Утрово во студиото е Стефанија Насеска Попадинец, авторка препознатлива по модниот дизајн, креации кои раскажуваат приказни, носат длабока символика, присутна повеќе од 15 години на македонската модна сцена со колекции инспирирани и од македонската историја, идентитет, колективна меморија, меѓутоа и со материјали, и денеска зборуваме за емотивна постава. Добро утро. Добро утро. Многу добро ве најдов и многу ми е драго што токму со вас баш ќе ја споделам првично приказната. Емотивна постава, значи ја истражува врската помеѓу емоцијата и материјалот. Што се крие зад идејата и како се роди овој проект со оглед на тоа дека нели секогаш тргнуваме од материјалот и материјалот предизвикува некаква емоција кај. Идејата некако спонтано се роди во сработка со маркетинг агенцијата Puzzle Connection на разговор, кафе разговор со Александра. Спомнавме чисто како материјалите будат некакви емоции кај нас, дека најчесто кога се чувствуваме тажно, носиме одреден тип на гардероба. И решивме дека ќе ги споиме некако идеите и дека ќе направиме еден одреден проект на кој што точно материјалите ќе ги преведеме во емоција. Тука ни се приклучи цел тим на Puzzle Connection и заедно со моја драга колешка фотографка Павлина Поповска го реализиравме проектот. Така. Што е побитно, материјалот или бојата? Најчесто е материјалот побитен, затоа што материјалот, кожата како наш најголем орган, е во директен допир со материјалот и многу е битно за нашето здравје каков тип на материјал ние носиме и токму затоа повеќе ми беше како емоција, значи нели секогаш емоцијата побрзо ја врзуваме со бојата отколку со материјалот, меѓутоа материјалот сепак од визуелен аспект бојата е битна, меѓутоа од здравствен аспект квалитетот на материјалот е битен и токму поради таа причина ние одбравме во емотивна постава да разработиме природни материјали и какви чувства тие ни будат кај нас, например, кога волната ни покај ја споивме со сигурност. Нели сите имаме некакви сеќавања од нашите баби, кога плетеле или не знам, секој има различно свој минато и моето е такво, барем некоја традиција има тука и најдобро сум се чувствувала најсигурно кога сум во прегратките на баба ми некогаш кога ме чувала како дете. Ја пренесува топлина, да се разбере. Точно ја пренесува топлина. Го споменавте квалитетот. Колку внимаваме во денешно време на квалитетот на кога одбираме облека? Има луѓе кои внимаваат, меѓутоа поголемиот дел од луѓето не внимаваме. Морам да кажам дека иако сум јас моден дизајнер, често пати ми се случува да бидам жртва на трендовите, на брзите трендови и да избирам парче кое можеби не е квалитетно во однос на квалитет на материјал, меѓутоа естетски е добро. Тоа се случува многу често. Се следат трендовите, меѓутоа инспирација вечено станува жената. Точно. Затоа и ние сме овој пат женски тим. Puzzle Connection, Павлина, јас и дополнително ќе ни се приклучи и Нина Ред. Се обидовме да направиме еден женски тим каде што мислам дека жената најдобро може да ја пренесе емоцијата и дека жената е символ на емоција. Во центарот на овој проект е една уникатна наметка составена од различни текстури. Има ли символика? Точно, има символика, затоа што наметката всушност е направена како кохезија на сите материјали кои ги имавме фотографирано и кои ги имавме внесено во кампањата. Се работи за 8 типа на материјали и споени се сите во еден изглед, каде што пробав да направам дизајн каде што секој материјал би имал директен допир со нашата кожа и различно и би ни направил различно чувство, а додадов дополнително и одредени цветови, затоа што сметам дека жената е еден цвет и дека е кревка, но и убава и често пати знае, иако е кревка, да биде истрајна. Ве инспирира македонската историја и култура, сега ги споменавте и цветовите. И убаво рековте дека нема жена која што не сака цвет. Точно. Цветот е голема инспирација за вас? Често пати знае да биде инспирација за мене. Јас секогаш сакам и преферирам природни цвеќиња и едноставно за се што е природно е убаво.
15 години ви обстојувате на македонската модна сцена. Велите, модата за вас е кодиран јазик и средство за комуникација во светот. Да. Како вие преку креацијата ја прераскажувате приказната за Македонија пред публика која можеби никогаш нема практично некои основни информации за државата и за традицијата по конкретно? Видите, како моден дизајнер секогаш се трудам и како уметник пред се, затоа што ние сепак работиме применета уметност дизајнерите, секогаш се трудам да пренесам нешто што да ги запознавам останатите луѓе со нешто што можеби никогаш не слушнале и инспирацијата ја барам дали во нашата историја, дали во нешто што е наше, на што ме опишува најчесто мене како индивидуа. Претходните колекции сум работела секогаш на некоја таква тема, затоа што сум сватила дека можеби тоа е мојата добитна комбинација за да се презентирам пред светот. Морам да понудам нешто што е автентично и нешто што не е својствено за останатите дизајнери, затоа што во тоа море на дизајнери мора да се издвоиш некако, а како би се издвоил ако не е со сопствениот идентитет. И најчесто ги работам тие теми. Емотивна постава, дали ќе биде патувачка изложба? Емотивна постава во моментов не е патувачка изложба, во моментов се најдува изложена во просториите на Истгейт. Таму може до 31 посетителите на молот да ја погледнат и наметката е изложена, а покасно таа наметка ќе биде подарена на една женска индивидуа. Често знаете да патувате, се разбира, да црпите инспирација и идеи надвор од нашата држава. Кои се следните планови? Каде не се насочувате? Следни планови, во моментов работам на еден проект кој исто така црпи инспирација од она што е наше. Јас сум по потекло од Прилеп, значи не по потекло, јас сум од Прилеп. И таа пелагонска котлина некако ми лежи на срцето, на душата. И овој пат темата на новиот проект кој го работам е житото, затоа што Пелагонија е најголемата житница и некако сметав дека треба да го повеќе да го експонирам и да се представам во Кошице, во Словачка, со новата колекција на 12 јуни. Ќе имам модна ревија таму и се надевам дека ќе помине успешно. Богато лето. Колку вашето останато искуство со оглед на тоа дека еден период живеевте и работевте во Соединетите Американски држави, колку тоа има улога, или што понесовте од таму и дали тука некои елементи, односно моменти практично вклучувате во вашиот дизајн и во вашата целокупна работа? Апсолутно дека вклучувам, затоа што тоа искуство тамошно е едно искуство кое овде никаде не можеш да го стекнеш. Мојата работа таму како моден дизајнер за тамошен бренд беше во тој момент кога јас работев таму, кај нас тука инфлуенсерите воопшто не беа познати и експонирани, значи воопшто не се знаеше за инфлуенсери, а во Америка во тој момент на голема врата беа присутни. Така да искуството, например, со работа и комуникација со странката го научив од таму, меѓутоа не е само Америка како искуство, јас сум црпела да се искуство од секое претходно работно место и некако пробав да спојам сите тие искуства, да ги спојам за да станам денес она што сум. Една целина како моден дизајнер. Како жена со големо искуство зад себе, како ќе ги оцените нашите македонци? Како тие се облекуваат и кој е вашиот совет до помладите генерации? Мојот совет е дека треба да останат своји, да изградат некој свој, особено помладите генерации, каде што имаме една униформираност поради социјалните мрежи, постои една униформираност, треба да се пронајдат она што им лежи најмногу и едноставно да го негуваат тој стил. Точно дека треба да пратиме светски модни трендови, јас секогаш апелирам на тоа, јас истото го правам со моите колекции, земам една тема, например, од Македонија, меѓутоа имплементирам во дизајнот, ја имплементирам со светските модни трендови, точно за да бидам конкурентна. Така и младите треба да си пронајдат еден одреден стил, да го негуваат, меѓутоа исто така да пратат што е модерно. А како
Како нација, сметам дека имаме уште потенцијал, имаме доста добри млади модни дизајнери и повозрасните колеги мои се доста добри и сметам дека има потенцијал во Македонија, меѓутоа луѓето треба малку да ги отворат повеќе погледите. Еве накратко само на крај на разговорот, што е следно освен Кошице или она што го споменав, имате некои малку подолгорочни планови? Точно имам подолгорочни планови, се надевам дека ќе имам повторно учество во јануари во Харбин во Кина. Стискам палци за тоа што треба да добијам, очекувам да добијам покана. Ќе се работи на тој проект. Претходно во септември треба да учествувам на моден настан во Сараево, а измеѓу што би излегло се уште не знаеме. Благодариме што бевте наша денешна гостинка, ни беше драго и уште наш покана до сите нашите гледачи да ја посетат вашата изложба. Ви благодарам и вам за поканата и се надевам дека сите ќе видат изложбата.